Пријатели, добар ден и добре дојдовте во уште една рубрика Прашање и одговори со Јосиф. Пред празнично и пред продолжен викенд ќе одговориме на 5 прашања денеска кои што најголем дел се поставени на Инстаграм. Некаде 11 прашања добив изминатите 7 дена. 5 од нив ги издвои затоа што сметам дека треба да ги видите и слушнете и да ги дознаете одговорите и да добиете вредност, и секако и понатаму ве охрабрувам и ви заблагодарувам за интеракцијата. Ова е местото на кое што може да ја правиме таа интеракција и да ги поставувате вашите прашања. Тука си социјалните мрежи, тука си телефоните на телевизија Телма. Ќе почнеме веднаш со првото прашање кое што ни доаѓа од Кристина со точка 14. И не прашува зошто имам слушано дека не смее да се меша ориз или компир со месо или риба ако сакам да ослабнам. Кристина, ова е еден од најгласните митови поврзани со исхраната и слабењето. Она што е мојот многу едноставен одговор на ова прашање е дека во природата ти никаде нема да најдеш производ кој што е само поделен на и ги има само јаглехидратите, ги има можеби само протеините, ги има само мастите како макронутриенти. Значи секој продукт во природата е склоп од комплекс на различни нутриенти, и доколку многу од вас кои што се трудите да имате само јаглехидратен ден и пробувате да јадете само ориз или само компир или само тестенини, треба да знаете дека и во нив има протеин, но процентот на јаглехидрати е во поголеми количини, затоа не може да ги поделиш. Тоа е мит. Најдобро е да имаш добра избалансирана исхрана и не се плаши од храната и од мешањето на производите. Плаши се од тоа да не внесеш доволно нутритивна вредност во твојот ден. Второто прашање ни доаѓа од Павел со долна црта Божиновски 6, кој што прашува дали ако престанам да користам креатин ќе ми падне физичката форма и спремност. Павел, физичката форма и спремност не паѓа од исфрлување на одреден суплемент во исхраната. Физичката форма паѓа од прекинување на твојот континуитет на вежбање и од прекинување на континуитетот на добра исхрана. Тоа што ќе исфрлиш можеби одреден суплемент, во случајов креатинот, можеби само ќе ти повлијае да се забави процесот, но дефинитивно нема да паднеш како што ти се плашиш, така да доколку твојот избор е да го одмориш креатинот како суплемент, окей, тоа е твој избор, но немој да се плашиш дека ќе се случи некој спектакуларен, спектакуларно уназадување на твојата физичка спремност. Следното прашање ми доаѓа од Трпковска со долна црта А, која што прашува дали треба и тежински и кардио тренинг да се прави додека сум во фаза на намалување на телесна тежина и колку временски е ефективно да ми трае тренингот. Ангела, за тебе имаме посебен одговор, ни го даде Кристина од Атлета. Инаку Кристина ни е фитнес шампион за 2018 година, така да мислам дека се обративме кај правиот човек и во следниве 30 секунди ќе видиш што има за тоа да каже Кристина. Да, потребно е да се прави и тежински и кардио тренинг кога сме во фаза на намалување на телесната килажа, со тоа што тежинскиот тренинг би траел од 45 минути до 1 час. Веднаш после тоа да следува и кардио тренингот од половина час, минимум 4 пати во неделата, заедно со добро избалансирана исхрана, односно калоричен дефицит, загарантирани се резултатите. Мислам дека поедноставно и не можеше никој да одговори. Фала ти, Ангела, и на тебе и на Кристина се разбира. А следното прашање ни доаѓа од Сарджовска со долна црта Д, која што прашува која храна најмногу прави да имам акне и како би можела да си помогнам. Деспина, ова е прашање кое што на вистина сакам да дадам многу подлабок одговор, но времето тука ни ограничува тоа да го направиме. Во секој случај не можам во моментов да конкретизирам која храна можеби ќе ти го прави тој проблем. Дефинитивно треба малку подлабоко да се заинтересираш и можеби да направиш и испитување и да се обратиш кај доктори, и дефинитивно јас би ти препорачал да останеш и после оваа рубрика да слушнеш некои митови, дилеми и факти околу глутенот. Ке има една млада дама која што одлично тоа ќе го направи и ќе сподели нејзино лично искуство. Она што јас имам искуство со луѓе кои што сум работел, најчесто е тоа недоволниот внес на растителни влакна и преголемата конзумација на млечни производи, затоа пробај можеби на месец-два исфрли ги млечните производи.
стави голем акцент на зеленчуци и овоќе, дури јас би ти препорачал и суплементација на растителни влакна и алоe вера да земеш. Види дали ќе ти даде резултати, но во секој случај ќе ми треба малку подлабока консултација за да можам да ти помогнам. Она е што јас имам неколку искуства со луѓе кои што работам, но не мора да е шаблонски и исто за тебе. Затоа и обрати се кај доктор, затоа што ја у секој случај не сум доктор и не можам да ти дадам дијагноза и конкретен совет, но еве пробај нешто што на луѓето со кои што сум им помогнал, им профункционирало. И последното прашање за денеска ни доаѓа од А Стојановски 11, кој што прашува кои вежби да ги употребувам за добра кондиција. Дали само трчање или можеби и нешто друго? Андреј, и за тебе имам прашање тоест одговор од менторот на Кристина кој што ја видовме пред малку, од Адам, исто дечко кој што е персонален и фитнес тренер во Атлета, така да ќе го погледнеме и неговиот одговор за твоето прашање. Физичката кондиција е широк поим, меѓутоа да, една од вежбите кои што се главни за добивање на физичка кондиција е трчањето, меѓутоа не е единствено. Постојат и други типови на кардио вежби од типот на елиптикал, степер, точак и така натака. Меѓутоа, поред тие кардио вежби и тежинскиот тренинг, односно тренингот со фитнес во теретана е исто така главен елемент за добивање на физичката кондиција, меѓутоа можеби да се користат и функционални вежби како што се вежби со својата тежина за постигнување на тие ефекти. Андреј, во принципи она што и јас го разбрав Адам е дека не се работи за вежбата која што ти ќе ја одбереш за твојата кондиција и физичка спремност, туку се работи за континуитет. Одбери било што, дали тоа ќе бидат функционални тренинзи, тежински, елиптикал, трчање, значи било што, прави го на долг рок, барем 3-4 пати во неделата и тоа ќе ти донесе резултат. Тука и завршуваме за денешнава рубрика. Фала ви на секого од вас кој што направи интеракции и го охрабрувам секого од вас се разбира за да ја зголемуваме оваа вредност и одговорите и прашањата во овие рубрики. Ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав продолжен викенд, а ние се разбира се гледаме веќе следната среда. Чао, чао.